Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание од утринската програма Нов ден. Како и вообичаено што е, секогаш имаме гости и актуелни со актуелни теми кои на наш начин се трудиме да го задржиме вашето внимание, а што е уште многу поважно, да ве информираме и советуваме за се она што е важно, посебно во секојдневниот живот. А со таа цел и денеска ќе зборуваме во светот на медицината. Нашиот гостин денеска е доктор Андреј Петров, дерматовенеролог при клиничкиот центар Аџибаден Систина од Скопје. Добро утро. Добро утро. Како сте, доктор? Добро, благодарам. Дали е студено во Скопје? Па Скопје е студено, да. Знае маглата да така, направи постудено. Да направи проблем. Така. А темата за која што денеска ќе разговараме е трансплантација на коса. Еден проблем, горлив проблем да кажеме, посебно кај машката популација, нели? А и многу чест. Да. Опеѓањето на коса и челавоста. Кои се причините? Генерално има различни причини за опаѓање на косата кај луѓето. Она зашто најчесто ние зборуваме за она, да кажам, природна келавост или нормална келавост, која се јавува како резултат на генетика на наследниот фактор. Наследниот фактор. Такви се гените кои диктираат да некој човек биде без коса или со помалку коса, таа да почне да опаѓа. Да речеме, некои луѓе наследуваат гени за одредена боја на очи, за одреден тип на кожа, така наследуваме и за тоа каква коса ќе имаме. Тоа е нешто што е диктирано од гените, инаку се работи за хормонална стимулација. Значи, машкиот хормон тестостерон е тој што доведува до испаѓање на косата кај луѓе кои имаат едни посебни на површината една обвивка на влакното за која може да се врзе тој хормон и на тој начин да предизвика позасилено опаѓање, бидејќи косата опаѓа кај секој човек. Така. Значи, тоа не е ексклузивно право само или нешто што се случува само кај некој. 50 до 100 влакна секој ден се смета дека е нормален процес на опаѓање на косата. Меѓутоа има луѓе кај кои значително повеќе од тоа опаѓа и тоа доведува до видлива келавост, која поминува низ повеќе фази. Значи, таа може да биде, како што спомнавте, кај мажите, меѓутоа се случува и кај жените. Така. Кај мажите оди во некои 6 или 7 стадиуми, кај што завршува на крајот со само еден тенок појас на коса на тилот, позади на главата. А започнува вообичаено на делот напред на залистоците на челото, уште после пубертетот. Најчесто најзасилено изразено околу 30-та година кај мажите и е еден процес кој може да се успори со одредени медикаменти, со одредени лекови кои ги користиме и одредени други процедури кои се користат, меѓутоа не може да се спречи. Значи, може да се забави, не може да се спречи. Да. И е прогресивен. Значи, не може да кажеме дека можеме да го закочиме во одредена фаза, па ете одреден дел од косата остане сочуван. Гените се тие кои диктираат како тоа на крајот ќе изгледа. Меѓутоа денешната медицина има решение и за тие работи. Покрај тој тип на опаѓање на косата има и други типови на опаѓање на косата кои речеме се од различни имунолошки причини во организмот, ние како кругови кои ќе почнат да испаѓаат на косата. Може да се од инфекции некои што ќе настанат, кои треба да се препознаат затоа што тие се третираат некои од нив многу едноставно, со одредени лекови за третман на инфекцијата, да речеме ако постои, некои од нив потешко заради тоа што причината, особено кај овие имунолошките, не е позната, не знаеме. Се трудиме да најдеме некој жариште, нешто што укажува дека може од тоа да дојде, меѓутоа во голем број случаи, од случаи 70% некаде не може да се открие од што тие настануваат. Има и други типови на опаѓање на косата, значи меѓутоа генерално доминираат овие неколку има типови на опаѓање на косата од лекови, од лекарства кои се користат, да речеме цитостатиците кои се користат за терапија на малигните болести,
доведуваат до опаѓање на косата, ама тоа е транзиторно, тоа поминува. Значи во моментот кога лекот ќе моментално да се користи терапијата, да. Кога ќе прекине да се користи, тој таа си поминува. Така да тоа е еден широк спектар на болести на опаѓање на косата, од кои сепак најчесто присутен е она, да кажеме, келавост или она физиолошко хормонално опаѓање на косата кај луѓето, кој е природен процес, се случува кај секого, меѓутоа не кај сите завршува со ист резултат. Кај некој доведува до видлива келавост, манифестна, кај некој не. А зашто е поголем процентот кај мажите? Зашто е поголем кај мажите? Заради тоа што во суштина мажите имаат машкиот полов хормон тестостерон, значи е нешто што е во поголемо ниво, во поголема концентрација присутно кај мажите отколку кај жените. Тоа е клучниот фактор кој доведува до испаѓање на косата. Кај жените исто така е присутен овој хормон, меѓутоа во мали количини и само во одредени состојби може да биде да се активира. Да речеме кај жените често испаѓањето на косата кај, да кажеме, одредени хормонални нарушувања, кај што има хормонален дисбаланс, па доведува до испаѓање на косата, кај што има, речеме, некојаш цисти во јајниците, па тие лачат хормони машки, тестостерон, па доведува до опаѓање на косата. Стресот и кај мажите и кај жените може да предизвика опаѓање на косата. Тоа не е клучниот фактор, ама може да делува да опадне косата. Одредени, да кажам, варијации во циклусот кај жената исто така доведуваат до разлики во стимулацијата на опаѓањето на косата. Временскиот период, сезоната, исто така влијае различно. Да речеме, докажано е дека некаде на крајот на летото, крајот на август, најчесто и најзасилено опаѓа косата. Тоа се циклуси, флуктуации кои се нормални. Она што е потребно е да се каже дека и кај жените некоја знае да биде голем проблем, заради тоа што па во случаите кај што значително опаѓа кај жените, тоа е поголем проблем отколку кај мажите. Затоа што кај мажите луѓето се навикнати хилавоста да ја гледаат понекогаш и како нормална појава. Да. Тоа е тоа. Има многу луѓе такви мајка природа, што ви кажам. Значи не. Али кај жените знае да предизвика сериозни и психолошки проблеми заради тоа што знае да биде доста видливо кога ќе испадне. Да. И меѓутоа и жените можат исто така да бидат подложени на одредени процедури со кои тој проблем може да се решава. Така. А како овој проблем делува на психиката, на самодовербата кај мажите? Како и да е, доколку дојде во помлади години, да кажеме, наистина проблем? Не можам да зборувам генерално за сите луѓе, можам да зборувам за оние пациенти кои се обратиле кај нас. Голем дел од тие луѓе имаат сериозен психолошки проблем од тоа. И тоа го кажуваат. Значи, фиксирани се на некој начин, фокусирани се на тој свој проблем. И без разлика што на некој од околината тој не му личи така голем. Значи, меѓутоа, секоја знаете, туѓиот проблем е туѓ проблем, не е ваш, така да затоа и треба да се почитува тоа и да се прифати дека таа личност има одреден проблем во сопственото доживување, како би сакала да изгледа и каков е нејзиниот изглед. И треба да се пристапи кон тоа не со мајта во наш стил, да кажам, и со оценување народско, туку да се тоа прифати како реален проблем, да се побара помош медицинска, сугестија, како да се надмине тој проблем. За среќа денеска има начини на решавање. Порано немало можност да се решава воопшто тој проблем. Голем дел од луѓето паѓаат во депресија, значи голем дел и не излегуваат од дома заради тој свој проблем. Значи има такви случаи, сме ги регистрирали. Нив им се менува драстично животот по завршувањето на процедурите со кои се враќа оној атрибут, она обележје, косата, која тие сакале да го имаат. Од аспект на психолошки, веројатно тоа психолозите можат да го работат подобро и да разговараат и да им помогнат на луѓето, меѓутоа од аспект на генерално на медицината секогаш подобро е ако проблемот може
причински да се реши. Значи не да се палиативно третираат последиците, да, туку да се реши причината. Едноставен начин да се реши причината е да се реши проблемот кој го има, односно да наеднаш тој човек свати дека и за тој негов проблем има решение. Значи коса може да има, може да се пресади. Тоа е денешната медицина го овозможува. Доктор, има еден пример, не еден пример, неколку пати имам почитано до сега, дека за едно деноночие се случува да му обели косата на човекот. Дали е тоа огромен стрес? Како доаѓа до една таква нагла промена? Па има случаи такви, значи кај што самиот стрес може да доведе до обелување на косата. Силен, интензивен стрес. Што делува на косата? Зошто обелува косата? Каков е тој процес? Суштина, обелувањето на косата е процес кој исто така е генетски диктиран. Значи, кај некои луѓе обелува, кај некои не обелува косата, кај некои порано почнува да обелува, кај некои во подоснежните години. Значи, во суштина настанува, навлегува зголемено количество на кислород во влакното и тоа на некој начин ја доведува до обелување на косата, зборувам за механизам кој природно се случува со тек на годините. Меѓутоа има случаи кај што обелувањето на косата може да биде поврзано со одредени флеки и на кожата, значи со една болест која се нарекува витилиго, кај што се јавуваат одредени прамени исто така во косата кои можат исто има белези, да речеме, кај некои луѓе одреден дел од косата да биде со бел прамен, па како некој белег го носат тоа низ животот. Значи тоа е нешто што се случува и што е исто така генетски диктирано. Меѓутоа интензивниот стрес не е јасен до крај механизмот на кој го предизвикува тоа, може да предизвика обелување на косата, исто така како што стресот може да предизвика и опаѓање на косата. Така. Може ли да се спречи опаѓањето на коса? Да се спречи буквално не, меѓутоа може да се успори, да се контролира, може да се обиде да тоа биде да се излече максимумот на некој начин. Значи не може драстично да ја смените сликата, ама можете да се борите да излечете максимум и тоа се прави со различни препарати, најчесто употребуван во свет. Значи тоа е еден локален препарат кој се нарекува миноксидил. Кај нас е познат како пилфуд, како го има под различни имења. Тоа е еден лосион кој предизвикува зголемена исхрана на влакното. Значи тој ги шири крвните садови, зголемен дотор на крв има до фоликулот на влакното и на тој начин доведува до негова зголемена исхрана и тоа е препарат кој во светот најмногу се користи за особено кај мажи за третман на ова андрогенетска алопеција или машка келавост, како сакате наречете. Во суштина тоа е еден добар препарат, меѓутоа не може да направи чуда. Покрај тоа постојат различни други. Постојат многу средства на социјалните мрежи, има толку многу алтернативна медицина, ваква медицина, средства, мастови, многу средства. Управо сте сосема и дел од нив се ефикасни. Да речеме лукот е еден стар народен лек за келавост, е многу ефикасен. Значи тоа не е нешто што е не е научно или не медицински, ние во нашите учебници за дерматологија го пишуваме како една од можностите за стимулација на раст на коса. Значи, триењето на кожата на главата со лук доведува на одредени места да се преку таа иритација поттикне растот на косата. Тоа е еден народен лек. Тоа има и други препарати, има и работи кои не држат. Значи се прават, не знам, обиди со лазерска стимулација, различни начини за кои постои дискусија дали воопшто имаат било каков ефект во и да имат можеби да е моментален, само нема да е подолго трајан. И да може да е моментален и е моментален. Има процедури кои се сега многу модерни, особено во Америка, ја правиме и ние кај нас во аџибадем систина, тоа е така наречената ПРП или стимулација со плазма богата со тромбоцити. Значи преку инјектирање убрезгуваме во кожата на главата плазма од самиот пациент. Значи се вади крв, се центрифугира, се ослободува од еритроцити и онаа бистра течност што ќе се добие плазма
се инјектира во главата. Таа има висока концентрација на тромбоцити кои предизвикуваат раст на колаген, раст на влакна и така натаму. Одлични се резултатите и го советувам особено кај жени кај кои, да речеме, трансплантацијата е поголем дискомфорт. Значи прави пречка зашто мора да се отстрани косата во голем број случаи во целост кога се врши процедурата. Заради тоа ова е една метода која дава добри резултати, а не прави некои поголеми проблеми. Доаѓа човекот и си оди нормално како што дошол после саат-два. Третманот е многу поедноставен. Третманот е поедноставен, значи има доста препарати, има и таблети кои се пијат, значи има некои кои се медицински издржани, да речеме од типот на финастерид, тоа е еден најупотребуван таблетарен препарат за алопеција, за паѓање на косата. Тој делува на блокирање на дејството на хормоните врз влакното. И се смета дека е селективен блокатор, дека делува само на влакното. Меѓутоа, јас го избегнувам да го потребувам заради тоа што праксата покажува дека колку и да е селективно тоа дејство и го блокира тестостеронот само кога делува врз влакната, делува и на други органи на кои тестостеронот има свое влијание. За еден маж е многу по непосакуван ефект да предизвикате импотенција, значи во дело, отколку да се соочи со и понатака со својот проблем на келост. Така тука треба многу внимателен да се биде во тие работи, треба проценка која е базирана на една темелна анализа значи и на структурата и на психолошкиот профил на пациентот и на хормоналниот статус. Значи има повеќе работи, некаде се даваат и кортизонски препарати. Јас советувам на сите да ги локалните можат да ги употребуваат времено. За оние што се пијат таблети или инекции да се боцкаат, може локално да се боцка понекогаш, значи во главата, во кожата, меѓутоа да не се пијат таблети заради тоа што тие имаат времен ефект, како што кажете, козата потоа повторно испаѓа, а несаканите ефекти што може да ги направат во стилот на, да речеме, една, а може шекер да покачат, може не знам, на коски да делува да удри, може на очите да делува штетно. Сето тоа може да има и несакан ефект. Заради тоа треба да се биде многу предпазлив, внимателен. Ајде да направиме не една музичка пауза и продолжуваме со разговорот. Ето така, ние се враќаме во студиото. Си го продолжуваме разговорот, а нашиот доктор е доктор Андреј Петров, дерматовенеролог при клиничкиот центар Аџибаде Систина од Скопје. Темата ни е трансплантација на коса. Докторе, дали постои трајно решение на овој проблем? Трансплантацијата на коса е трајно решение на проблемот, кој е на некој начин револуција во делот на на медицината или на естетската дерматологија, естетската хирургија. Че се работи за една метода со која влакната кои ќе се пренесат трајно остануваат. 90% од нив се запаќаат и тие што ќе се зафатат остануваат трајно. Значи тие не може да опаднат. На прашањето на многу луѓе како сега овие влакна, докторе, не ми паѓаат, а оние другите паѓаат, заради тоа што тие влакна ние ги земаме од позадиот, тилниот дел. Во тилниот дел нема рецептори, тие омотачи на површината што ви кажувам за кои се врзува тестостеронот. И заради тоа тие влакна не опаѓаат, не од други причини. И бидејќи ние од тие влакна префрлуваме напред на делот на кај што има потреба, заради тоа се случува да тие не опаѓаат. При тоа многу е битно да се направи еден добар план. Зошто го зборувам ова? Затоа што без разлика што пренесената коса не опаѓа. Косата која има пациентот може да продолжи таа што ја има неговата, може да продолжи да паѓа во текот на живот. Заради тоа не е баш препорачливо кај премлади луѓе да се прави трансплантација, заради тоа што се очекува дека се уште кај нив косата во текот на животот ќе испаѓа и дека тоа што ќе се пренесе со трансплантацијата на коса нема да биде доволно да го покрие оној дел што ќе падне. Има луѓе кои инсистираат, да речеме, има луѓе ќе дојдат дека докторе, да, ја имам 19-20 години, ама толку јако ми испаѓа косава, ја не сакам да бидам тотално келав,
па потоа да ми пресадувате коса, па сите да знаат дека скрос ми опаднала. Да, додека е млад да го направите. Значи, да. така да треба да се прави еден баланс помеѓу и тоа држи. Значи, вие не можете да чекате да скрос испадне, да затоа што можеби да биде и толку слаб и донорскиот дел позади да не ни може да се направи. Значи, за да се прави трансплантација треба да има еден солиден појас позади на телото од кој може да се излечат влакна. Доволно многу за да се пресадат, а доволно многу исто така за позади да не направиме проблем на тилниот дел, да таму го оставиме човекот без коса, заради тоа што 30% од тие влакна што ќе се извадат не растат во понатака во тој дел и се покриваат со остатокот од косата кој го има позади. Така да се работи за трајна метода, значи кај таквите луѓе им кажуваме дека можеби ќе треба да се направи кои сакаат порано, да направат дека можеби ќе треба да се направи уште една во текот на животот, што не е забрането, напротив, тоа може да се направи. Да. Кај луѓе кај кои килавоста е многу напредната, тоа е некој 6-7 степен спрема Хамилтон, се градира тоа, се степенува, им кажуваме од старт дека треба 2 трансплантации. Една, да речеме сега, и една по година ден. Значи, заради тоа што може и така. Може и така, особено таму кај што е напредната широка килавост која не може да се реши во еден замав, заради тоа што треба многу влакна, нема од каде да се извадат тие, а не може многу во една сеанса да се извадат затоа што би предизвикале проблеми. Така да и такви пациенти имаме, значи луѓе кои со тоа се на некој начин го прифаќаат и во првиот дел се прави вообичаено во предниот дел интервенција, пошто фронтално е секојаш луѓето ги доживуваме од напред во прв поглед, а потоа се наставува и во оној дел позади што е на темето и така натаму таму каде што исто така има потреба за да се добие вистинската слика. Така да трансплантираните влакна се трајни, но тие не спречуваат да постоечките претходно влакна продолжат да испаѓаат со одредена динамика во текот на животот. Значи, тој што ќе направи трансплантација на коса може да биде сигурен дека тие пренесени влакна што ќе се фатат се трајни, нема да испаднат. Тие во рок од 6 месеци се обновуваат и се заменуваат потоа со обични нормални влакна како и сите други кои имаат животен век некаде од 2 до 3 години. Секое влакно после 2 до 3 години испаѓа на негово место, расте ново. Значи, тоа е природниот циклус на раст на косата кој трае некаде на главата за влакната од 2 до 3 години, тоа е процес кој постојано трае. Така да кај некои, значи луѓе сугерираме дека може да се направат и 2 интервенции, иако пренесените влакна се трајни. Така. Дали има категории кои мажи може да направат трансплантација на коса? Генерацијски рековте. Да, генерацијски, значи ние сме правиле од 18 до 70 години. Така. Значи има луѓе кои и во подоследниот период сакаат да бидат, да имаат убав изглед, да делуваат младо и тоа, знаете како не можете да го тоа да го декуражирате некој човек што сака да има активен живот, значи денеска животниот век кај многу луѓе е доста подолг од она што било порано. Значи и сака второ начинот на живот, комуникацијата, социјалните комуникации, бизнисот, сето она што се случува е различно од некој претходен период на живење. И тука исто така го правиме интервенции. Битно е човекот да е здрав, да има здраво срце, да важат сите оние услови како и за секој друг оперативен зафат. Пред интервенцијата му правиме тестови рутински како и при секоја друга операција. Не знам, хепатит Б, ХИВ, СИДА, за да исклучиме можност од постоење на некој тие. Инаку сето друго е спаѓа во услови. Колку време трае постапката? Некаде околу 6 сати трае постапката. Народски кажано е доста пипава работа, затоа што овие чекор по чекор, мислам, влакно по влакно се пренесува, ја прават повеќе луѓе, затоа што не може еден да ја заврши, некаде тимот кои работи се 4-5 луѓе кои учествуваат во таа постапка. При тоа пациентот е во локална анестезија, значи не е опиен, не има општа анестезија, тој е свесен, комуницира, зборува, може да се јави на телефон, ако сака, гледа телевизија, значи
Па долго трае, да. Затоа што долго трае целата метода и тоа е начин со кој луѓето не чувствуваат никаква болка, нема болка. Се дава локално анестетик и е една доста прифатлива метода. Често пати кога се мислат некои од нашите пациенти или доаѓаат на консултации кои за трансплантација на коса ние ги нудиме како бесплатна можност во болницата, кај оние што доаѓаат да се консултираат за операција за трансплантација на коса. Значи, често пати им скренуваме внимание на пациентите, на оние кои се мислат дали да направат, дали не, дека тоа е, народски кажано, со една компарација, дека и пред 50 години, или, не знам, може би повеќе, било нормално да си без зъби. Заради тоа што не било колку совршени методите, не знам, не сум експерт во таа работа, на протетика, на импланти и така натаму, сето нешто денеска се прави, било нормално. Кога ќе се истроши природното и веќе нешто нема. Ќе се истроши природниот материјал, ќе се извади забот и толку. Денеска е сосема неразумно и неприродно човек да биде без зъб. Значи, така и мислам дека за едно 20-30 години од сега ќе биде сосема нормално да секој човек што има проблем со келоас да дојде да трансплантира коса. И сега е тоа значајно присутно. Меѓутоа мислам дека ќе оди се уште во тој правец ќе се развива целата таа работа. Исто така како што денеска да речеме се прават голем дел интервенции за, не знам, отстранување на одредени помагала, очила, гледате сите овие. Значи светот оди кон се олеснува животот, да. Тенденција да го олесни животот од секој аспект и тоа не е помадарство. Тоа треба да се прифати како еден тренд на живот кој не мора да заврши животот кога ќе почне да се губи видот, ќе опадне косата или ред некои кога природните, да кажам овако, капацитети на организмот ќе се трошат. Так, сигурно. Каков е третманот и кога се видливите првите резултати? По трансплантацијата, по целиот тој процес? Како е постапката по тоа? Првите резултати се видливи уште по само некои 2 до 3 недели, каде што веднаш игличиња ќе се видат кои се пресадени, кога ќе отпаднат љушките. Значи ние веднаш после операцијата поставуваме една само во тилниот предел една преврска, значи еден завој кој после 2 дена го вадиме за специјални едни гази кои се ставаат за да се заштити тој дел, да епителизира, да зарасне, да спречиме развој на инфекција, значи даваме превентивно и антибиотици и други лекови кои се даваат, да не ги се заморувам гледачите, кои се даваат како и пред секој хируршка интервенција што е превентивно. После тоа се вади после 2 дена тој завој и пациентот првиот пат од страна на нашиот технички персонал на одделот, нашите оспособени стручни технички лица кои работат, медицински сестри, техничари, се прави првото шампонирање, миење на главата и прскање со еден лосион, специјален лосион, за да му се покаже на пациентот како тоа сам да го прави во домашни услови. Тука е забрането агресивно триење на миење на косата, како што вообичаено да речеме се миеме со затривање малце со шампон и така натаму на целиот тој дел на главата, туку треба со нежно тапкање на некој начин да се мие главата за да не се откорнат оние влакна кои се пренесени, кои се чувствителни, особено во првиот месец. Так, сигурно. Треба со нежно тапкање, а пред тоа се става еден лосион за смирување на она постоперативно црвенило што било останало и да отпаднат оние фини крусти љушпи кои се јавуваат на местата, мали коагулуми околу влакната кои се пренесени. И тоа е процес кој прво за 7 до 10 дена нема да се познава ништо позадиот кај што се земени влакната. Човекот може да и не препознаа дека правил трансплантација на коса. Зборам за тилниот дел позадиот кај што се земат. А напред може да се носи во тој период безбол капче, да кажам. Оние капчиња што допираат само во круг околу челото. Значи
нешто допираат контактно на Да, без да го покриваат, без да точно. го тип на трака на лента, нешто не, така. оние капи што се како со широко кој може да речеме да го маскираат тој дел што е, ако не сака да се гледа тој дел што е правен или луѓето да не знаат, тоа може да се направи. Значи дозволено е таква капа да се носи, не е дозволено да се носи, не знам, скијачка капа или не знам, или некој качке, ќе ги откорне влакната кои се пренесени. Во првите 2 дена забрануваме значи алкохол, било какви физички активности, значи од физички едноставно бараме мирување од страна на пациентите, значи без фитнес во првите 2 дена, без сексуални односи, без ништо што може на некој начин да доведе да интервенцијата се искомплицира. Тоа е само 2 дена. Значи тоа е додека Па добро, тоа не е нешто поразлично од било кој. Пациентот се одмори од оперативниот зафат и така натаму. Значи особено е строго забрането да оди во сауни, значи наеднаш после таков еден третман или да конзумира алкохол во поголеми количини, да фати бодибилдинг да тренира, мислам тоа е нешто што не сме да се направи, голем напор после интервенцијата и од други причини поврзани со интервенцијата и од аспект на локалниот статус на косата. Понатака може да функционира нормално, значи моделот да не претерува наеднаш со враќањето на сите оние, речеме кој е спортист, значи сепак еден лаган вовед во спортските активности, затоа што ова е метода која користат и многу спортисти. Не знам, примерот на Руни, на Вейн Руни сите го знаат и го експлоатираат, има и други. Зашто е добро? Затоа што со фуе методата, значи со влакно по влакно методата не се шие кожата, не се пренесуваат цели парчиња кожа, нема конец, нема лузна, нема дренови внатре, нема оперативна рана која цеди долг период после тоа и заради тоа оваа метода добра дури кај фудбалери кои после, не знам, 2-3 недели треба да играат со глава фудбал. Значи тоа е за од тој аспект оваа метода е стварно нешто практично и добро. Значи тоа е најдобрата постапка, најдобрата метода. Има и друга метода која се прави, меѓутоа таа е поврзана, ви кажувам, со сечење на цело парче на кожа и префрлување и со шиење, со конци, со рани, со постоперативен опоравок долготраен и се повеќе оваа метода за која зборуваме фуе која се вика, значи се повеќе се користи и многу повеќе луѓето ја избираат. Многу полесна е, поподнослива е за пациентот. Тоа не значи дека и другата не може да се применува. Така. Ова е многу поднослива за пациентот и заради тоа се повеќе луѓе се решаваат токму за оваа метода. Ме прашавте како оди во период после 2 до 3 недели тие влакна кои се пренесени ќе почнат постепено да опаѓаат до 6-тиот месец. Добро. И како опаѓаат така се заменуваат со условно да кажам нормални влакна како и сите други влакна од главата кои имаат животен век 2 до 3 години како што веќе претходно кажав. Тоа е еден процес кај што после година дена може да се согледа вистинскиот ефект од трансплантацијата. Многу луѓе има многу задоволни да кажам, има и некои луѓе кои доаѓаат уште после вториот, третиот месец викаат бе докторе, не е баш така како што јас очекував. Че треба време за да се види вистинскиот ефект, затоа што дел од тие влакна знаат да од трансплантираните да останат и подолг период од 6 месеци. И тие се малку поразлични од овие другите, понекогаш се налегнати, залепени врз косата, некогаш поспоро растат, им треба време да пораснат и да го добијат оној природен изглед кој што би го добили. После година дена можеме да проценуваме дали една интервенција ги постигнала очекуваните резултати или не. Генерално во нашиот случај ние имаме доста задоволни луѓе. Пред операцијата задолжително правиме еден разговор во кој сакаме критично да биде очекувањето ни. Значи, ќе имаат сосема доволно коса за да тој процес биде вака визуелно добар, да биде покриен келовиот дел, меѓутоа не може да очекуваат сега, не знам, да таа густина на косата биде иста како на најгустиот, да речем,
Се разбира. Тоа кај никого не е така, па не може ни кај нив да биде. Основна цел е да се покрие келавиот дел. Да се покрие келавиот дел и тоа да биде така, да визуелно делува добро, убаво, а да човекот сепак има едно критично очекување дека не може да биде тоа исто. Да биде на 6 годишно дете, мислам да ќе биде заради тоа што се уште постојат тие хормонални влијанија кои и во текот на животот ќе продолжат. Дали трансплантацијата на коса кај жените е полесна или потешка? Има ли разлика? Има разлика само во аспектот на тоа што жените се сепак кај нив не велам и за мажите дека не е, меѓутоа за жените убавината е важен аспект на личноста. А кој е најважен? Важен аспект на личноста, мислам. И треба да ја доведете во ситуација да косата целосно се отстрани, значи за да се све се отстранува комплетно? Да, комплетно, ние со машинка е отстрануване за да ако збориме за опсежна трансплантација на коса. Ако збориме за фрагмент делче, тогаш можеме од само еден дел да зереме, па со другиот дел од косата незина ќе биде тоа покриено да се гледа и тој дел да го префрлиме таму каде што има потреба. Ако е само мал некој круг или некој делче, сме имале такви случаи, тоа успешно го правиме. Значи и кај оние случаи кај што има опаѓање на косата во вид на круг кој стои стабилен со тек на години, таа алопеција ареата кој не се шири. И таму може да пренесеме коса. Не можеме да пренесеме онаму кај што се мигрираат тие делчиња кај што се уват крупче на едно место па на друго па на трето, заради тоа што таа опаѓа па се јавува. Да, нови делови. Нови делови, али ако има некое стабилно делче кај што во тек на, не знам, младоста или детството опаднала коса во вид на круг, ние прво ќе видиме какво е тоа ткиво, таа лузна таму дали дозволува да се насади коса. Ако лузната дозволува таму да се насади коса, ние тоа успешно го правиме. И во тој случај да вадиме само мало делче. Инаку треба косата да се отстрани во целост и тоа е најголемиот проблем, да кажам, од аспект на жените. Друг проблем не е. Значи, интервенцијата е иста, жените дури се и похрабри од мажите при интервенциите се. Со жените се храбри, многу похрабри. Наши кажа дека се многу полесно го поднесуваат тој дел на интервенција. Тоа не е болна метода, меѓутоа луѓето различно реагираат. Психолошки делува повеќе, да. Жените се спремни повеќе да се жртвуваат. Од наше искуство барем. Така. Во суштина проблемот со отстранувањето на косата е единствениот проблем. Заради тоа се решаваме кај жените прво за ПРП метода, кај што можеме со тоа да предизвикаме резултат, имаме добри резултати со ПРП. И ако и тоа гледаме дека не видува или ако е обсежно опаѓањето на косата, тогаш се подложуваат на трансплантација на коса. Под ПРП метода спомнавме терапија. Тоа е вадење на плазма, тоа значи плазма rich platelet, англиски. Да, брзгување во корен. Значи се вади крв, се центрифугира кај нас во клиничката лабораторија и се брзгува чиста плазма во кожата внатре, во корените на бакната. И тоа е многу ефикасно. Дали еднаш се вбризгува или повеќе пати? Во кој период? Временски период. Минимум 2 недели треба да е растојанието, значи ние имаме луѓе кои дошле 2 пати, имаме некои луѓе 8 пати што дошле на вбризгување, кои се многу задоволни од тоа како тоа се одвива. Во Америка, ви кажав, тоа е хит метода. Така. Кај жените. Значи во кој период треба да кажеме 2 недели, па 2 недели, 6 после 6 месеци, година дена кога почнуваат резултатите? Резултатите први се видливи после веќе 20 на дена од самата постапка. Добро. Тоа е процес за кој треба исто така малку време, не може веднаш кај овој моментот да видат, меѓутоа имаме после 3 месеци резултати кај што луѓето се многу задоволни од тоа како изгледа целата ситуација. И мажи го прават тоа, не само жени. Тоа е онаа метода која порано се користела за лифтинг, ја користиме и ние се уште, ја користиме тука други методи ласери за лифтинг на лицето. А се користи истата метода за лифтинг? Vampire lift се вика таа, значи така почнала заради тоа што на почетокот користеле не прочистена плазма и заради црвената боја личила како вампирски лифтинг се нарекува. Сега поради тоа што е прочистена, ги нема тие аспекти на црвенило на крв на лицето после интервенцијата и е многу елегантна, многу
безболна чиста метода која е употребувана и за лифтинг на лицето, меѓутоа се употребува за стимулација на раст на коса. Во лицето го стимулира колагенот, лицето или деколтето или рацете кај некои жени, а на косата стимулира раст на влакно, значи кога се бризгува во главата. И тоа е нешто што навистина е една од хит методите сега кои се користат покрај трансплантација. Така. Дали постојат ограничувања пред и по постапката? Рековме за по постапката, што треба, што не треба, но тип на ограничување. Значи нешто што не смее за влез во интервенцијата, каде не смее да се прави. Практично нема ограничување. Значи не можеме да правиме интервенција кај што човекот има да речеме кај што е болест на срцето некој или некој нерегулиран притисок. Бидејќи се дава анестезија, сепак се дава трае интервенцијата, може да се случи што е нормално малку покачување на притисокот, тахикардија при интервенцијата. Како и пред секоја хируршка интервенција, значи разговор со анестезиолог, лабораторска подготовка и доколку има некој друг проблем, значи здравствен. Ако има некаков друг здравствен проблем, тоа е веќе нешто друго. Значи нешто што не би го правеле. Друг тип на проблем нема. Она што им советуваме на кандидатите за трансплантација дека 20 дена пред интервенцијата не треба да користат миноксидил. Он е неупотребуван локален препарат за раст на коса, заради тоа што тој може да доведе до, да кажем, прави дилатација таму се, значи прави одредени промени на релјефот на површината кои ние сакаме да ги избегнеме, а може да доведе и до појава на себореа, оние љушпи на главата, кај луѓе што имаат таков тип на проблеми не ја правиме, прво ќе изчистиме таа болест, па потоа одиме на трансплантација на коса. Че имаше еден дечко за скоро време, викам, многу ми се брза, сакам да брзо време, викам, не можеме да го направиме веднаш, заради тоа што имаше едни голема себореа, едни масни љушпи на главата, кои со терапија ги изчистивме за месец дена и после месец дена тоа го направивме. Беше екстремно задоволен, мислам, од процедура. Некојаш брзањето не е добра работа, затоа никогаш, не само никогаш, не може да се постигнат резултати за толку брзо време. Некојаш треба да се реагира брзо, меѓутоа суштина треба секогаш да се обмисли добро и да се изанализира ситуацијата. Месец дена до животот не е некој период кој не знам што значи, за да не може тоа да биде направено подоцна. Така. И тоа им го објаснуваме на луѓето. Значи има одредени предуслови кои треба да се исполнат, нема сериозни рестрикции, ограничувања некој друг тип, не знам. Најбитно е тоа возраста, која може да биде широк диапазон, не знам, претходни некои состојби на пациентот, воопшто не се контраиндикација да се направи ваква интервенција. Не правиме, да речеме, кај што е нормално кај бремени жени, такви интервенции, тоа се некои вака ограничувања кои постојат. Се трудиме да методата која прилично ја отвориме, која прилично едноставна, меѓутоа да луѓето им ги кажеме сите аспекти за да имаат реалната слика, не сакаме да ги доведеме во заблуда од било каков тип. Доброто е што кај нас на нашиот оддел ова го правиме практично со помош на луѓе кои исклучиво само тоа го работат. Тоа се експерти од Турција кои доаѓаат од нашата болница. Значи не од некое друго место да ги се значи Аџибаден е огромен ланец од 20 на болници во Турција. Така. И дел од еден, да кажам, уште поголем ланец светски, меѓутоа ние ги користиме дел од ресурсите од таму од луѓе што само тоа што го прават. Само тоа има специјалност. И ние на некој начин им асистираме во интервенцијата, бидејќи дизајнирањето на отворите е најтешкиот дел практично во интервенцијата и тоа го прави колегата од Турција. Значи целиот друг дел на постапката, значи анестезијата, вадењето на влакната, нивната обработка. Тоа е веќе рутина, да кажем. Рутина во која нашиот тим од одделот учествува без проблем, меѓутоа дизајнирањето на влакната, значи на отворите, е особено погодувањето на аголот под кој влакното ќе расте е практично мајсторлукот тука. Треба човек кој направил многу, значи може да направи секој солиден, да кажем, доктор кој ќе се заангажира
оваа област на естетска хирургија и дерматологија да направи таква интервенција, ама ефектот нема да биде ист. Тоа е како некој сега малце е груп примерот, меѓутоа не е исто еден чевлар кој правил чевли со години и некој што прв пат тоа ќе го направи. Заради тоа гледаме да максималното задоволство на пациентите биде постигнато и во соработка со нашите колеги од Аџибадем од Истанбул, мислам дека возможуваме врвен квалитет на услугата кај нас. Ја правиме еднашка во месецот отприлика, селектиран број пациенти кои ги закажуваме и не можеме повеќе од 2 во денот да направиме, бидејќи се долги процедурите и само 3-4 дена се во месецот, во кои 2, максимум 3 некојаш пациенти можеме да обработиме во денот, значи сме имале случаи кај што за 4 дена колку што максимум во месецот можеме да одвоиме и заради мои обврски и заради обврски на луѓето од кои доаѓаат, 10 на луѓе да во текот на месецот да ги подложиме на интервенција на трансплантација на коса, што е една добра задоволителна бројка. Сигурно. Во што е предноста, сега да кажам, има многу луѓе кои се решавале порано да тие работи ги прават во странство, да отиде надвор. Предноста е што си тука, во своја земја, што не плаќаш хотели, не плаќаш авионски карти, целиот постоперативен тек е бесплатен, значи сите контроли во кои во тек, не знам, на година, 2, 3 веќе колку доаѓаат луѓето, што биле подложени на трансплантација, нас ни е целта да видиме како тој процес понатака се одвива, не да човекот има дополнителни трошоци после тоа. Тоа го овозможуваме на пациентите, значи минимално малтретирање. Тоа е она што сакаме да го понудиме и реално да кажам со условите и на се прилагодуваме и со условите и со цената на условите на пазарот. Неспоредливо сме, да речеме, од Германија. Овие интервенции чинат некаде околу 6 до Германија и Италија, 5-6 до 7.000 евра. Кај нас таа интервенција е околу 2100 евра, значи на трансплантација на коса, што е сепак значајно заради европскиот стандард, условите на населението. Таа сума би ја платиле луѓето кога би одели, не знам, да ги носат во некои организирани тури во соседни земји, не знам, во Србија, во Грција, како порано Турција, со многу поголемо малтретирање, затоа мислиме дека отприлика тоа е нешто што им одговара на пациентите. Да. Значи, сепак, Аџибадем Систина има светски квалитет, велат светско, а наше. Кога веќе го имаме тука, имаме квалитет, нели, зошто би заминале некаде по странство, кога веќе си го имаме квалитетот кај нас. Некогаш било и разбирливо, кога немало. Некогаш немало многу работи, но денеска имаме се, да. Го има кај нас, можеме да ја понудиме услугата. Ние сме во тек на една постапка за една сертификација за GCI стандарди, со кои практично тоа се американски стандарди, кои мислам дека ќе ги исполниме и дека тоа ќе биде единствената болница во регионот која ќе ги исполни, каде што важат строго пропишани пропозиции, така да од тој аспект мислам дека за пациентите е добар избор, за многу работи да се решат за нашата болница, не само за ова. Се трудиме максимум колку што можеме. Сега во секоја работа има разговор, има диалог со луѓето, има најдување заеднички на проблеми. Сигурно, што е многу важно. Значи е важно и битно е да има на човечки људски однос, да комуникација. Така. Доктор Петров, за крај само, кога е време да ви се обратат на вас пациентот? Кога е време за трансплантација? Кои се симптомите кои би можело да се препознае дека време е за трансплантација? Дали постои некој таков период? Моја сугестија е да не се чека премногу долго кога косата целосно ќе опака, зашто тогаш имало неколку пациенти кои сакале кај кои не може да се направи трансплантација. Заради тоа што нема влакна. Кога веќе ќе се видливи. Кога веќе целосно, да речеме, симптомите на опаѓање. Има коса само позади на главата, тогаш е многу тешко да се направи трансплантација. Најдобро е тоа да се направи некаде помеѓу 25 и 35 години, ако ме прашувате за возраст, тоа е идеалната возраст, кај што уште влакната се витални. И тоа и во било која возраст може да се направи, кога ќе почне веќе проречувањето на темето. Ајде, за листоците се нешто што се така. Што се трпи, дава со текот на годините, дава и некој, да кажем,
имидж. Шармантен изглед. Некој шмек со текот на години, не е исто 50 годишен човек точно. И 18 годишно дете. Мислам, не треба ни тенденцијата на трансплантацијата да биде да го постигнете тој изглед, треба да постигнете нешто друго. Така да штом се забележи на темето позначително опаѓање на косата, тогаш треба да се знае дека веќе тоа ќе прогредира, ќе напредува и дека треба да се побара консултација. Таа консултација е доволна да биде, значи, да визуелно се види дали може да се направи методата на трансплантација, тогаш доколку тоа е случај се пристапува кон интервенција. Значи може луѓето да не побараат слободно, значи преку кол центарот на Систина кои имаат од мене дозвола да го имаат мобилен телефон да им го дадат, да поразговараат, да се јават, можеме да направиме. Молат со тоа што телефонскиот разговор не е доволен, за да им кажам, луѓето обично пишуваат. Јас вака се разбира контактот. Не е доволен, значи мора да се види визуелно за да се каже дали може да се направи. Така. Докторе, јас ви благодарам што ни гостувавте. Јас се надевам дека успеавме на еден наш начин да ви го доближиме се тоа што е важно за трансплантација на косата и што сепак визуелниот изглед е многу важен, се знаеме нели сите од самите себе во контакти со луѓето, дали се приватни, дали се службени, професионални, било како, првиот ефект е многу важен, нели првиот пристап, а се разбира косата е еден многу битен момент и не само за жените, и за мажите, нели? Мажите исто така сакаат да и мажите сакат, и мажите вложуваат многу повеќе во себе како жените последните 20 на години, да кажеме, како сме во еден модерен начин на живот, имаме и многу модерни мажи кои држат до себе и што е многу убаво. Така е, да. Нашиот денешен гост беше доктор Андреј Петров, дерматовенеролог при клиничката болница Џебаден Систина. Уште еднаш благодарам. Благодарам, ми беше задоволство што разговарам со вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на утринската програма Нов ден. Се гледаме утре повторно во исто време. Имате убав и пријатен ден.